Во изминатиот период внимателно ја следев целата дебата за ребалансот на буџетот за 2021 година, кој за разлика од изминатите години малку поскромно го најавувате, кога ќе видиме кои се вредностите кои што се впишани во него, и јасно е зашто е така, заради тоа што гледате да го тргнете од очите на јавноста, да не се зборува за тоа, бидејќи не носи ништо за народот, а ги богати елитите од власта. Оно што е важно и кој што треба да се каже, дека првпат во историјата се случи да министер за финансии 15 дена не дојде во собранието, дури ни на расправата во комисијата, па да даде експозе, да објасни зашто е вака концепиран буџетот. Едно време мислевме дека сте исчезнат, но добро е што се појавивте, така да можеме и со вас да разговараме за се она кое што го најавувате во овој ребаланс, а кој што потврди дека сето она кое што го зборувавте изминатите 6 месеци, или додека имавме можност да расправаме за новиот буџет за 2021 година, не е вистина. Единствената политика е купи ден продај, ни самата комисијска расправа, неколку пати ги менувавте вашите изјави за ребалансот и за неговата цел. На стартот морам да се сложам со Фатмир Битики и да кажам дека онаа негова изјава дека сме единствената земја во регионот која што се однесува без разум е вистина и тоа го докажува ребалансот на буџетот. Ке се служам со факти и бројки искомуницирани од вас и до тоа ќе се држам и во оваа дискусија како и во сите претходни. И морам да ви кажам дека, господине министар, апсолутно не сте во право. Вака концепиран ребаланс дополнително ќе ја зголеми сиромаштијата и ќе ја втурне државата во уште поголема сиромаштија и безперспективност, креиран неразвојно и без концепт, нема јасна визија и е поставен на постулати кои што се апсолутно неодржливи. Креиран е стихино и без јасна стратегија која е насочена на економски раст и развој. Ќе ви аргументирам дел по дел, ќе зборувам со бројки и ставки за да се демаскираат вашите розеви лаги во оној свет во кој што живеете вие и владината коалиција и ќе ви ја представам суровата сива реалност на македонскиот народ. Со овој ребаланс ќе го добиеме најголемиот буџет досега, кој што е во износ од 4,37 милиарди евра. Целиот буџет е поставен врз очекувањето, оптимистичкото очекување, настивнување на пандемијата во 2021 година, што треба да донесе раст на бруто домашниот производ и економско заздравување на вакцинацијата на населението, кој што е се освен масовна. Проектираниот дефицит првично ви беше од 4,9%, сега со ребалансот е 6,5%, што во апсолутни бројки дефицитот во буџетот ќе се зголеми за 183 милиони евра, пари кои ги немаме и кои што ќе треба да се задолжиме, односно според вас оваа година ќе ја завршиме со долг од 751 милиони евра, што ви тврдам одговорно дека нема да е така, како што ви тврдев и за буџетот дека не ви се точни бројките, а проектираната ставка од раст ја задржувате на 4,1%, нешто што е апсолутно невозможно во година која што е еднаш погодена со пандемијски бран и кој што имаме еден потенцијален есенски бран од коронавирусот. Исто така, морам да кажам дека оваа година нема да биде година на консолидација на економијата. Народната банка ни предвидела раст од 3,9%, Меѓународниот монетарен фонд од 3,8%, Европската комисија од 3,7%, што значи дека Република Македонија во регионот ќе има убедливо најнизок раст. Растот од 4,1% ви е апсолутно невозможен поради два фактора. Во првите 3 месеци растот би рекол падот на економијата од 1,9%, а и бруто инвестициите во минус од 16,6%. Според овие податоци, во наредните 3 квартали економијата треба да расте во просек од 6,1%, за да може да го намали овој пат од 1,9% и да ја стигне таа ставка на раст од 4,1%. Без, би рекол, силни и реално проектирани инвестиции, како ќе го постигнете овој раст? Како ќе постигнете раст од 4,1% кога просечната стапка на раст во периодот од 2017 до 2019 година ви била 2,4% во бескризно време, а во моментот реализацијата на странските директни инвестиции и капиталните инвестиции ви е очајна. Во 2021 година со сигурност ќе завршиме со дефицит од над 900 милиони евра. Македонската економија е во првите 3 месеци е во рецесија. За само 4 години долгот на Република Македонија го зголемивте за 2,4 милиарди евра или загрижувачки 63% од бруто домашниот производ. Вкупниот долг на Република Македонија е 7,2 милиарди евра, што значи дека секое семејство во Република Македонија е должно 4800 евра, а само со ребалансот вие го задолжувате секој човек со по нови 500 евра долг. Животот е
се поскап, цените се се повисоки, граѓаните се се посиромашни. Речиси сите производи се поскапени, па например зејтинот во мај 2020 година чинел 67 денари по литар, сега е 95 денари. Брашното 34 денари, сега е 39 денари. Млекото 45 денари, сега е 52 денари. И само за илустрација од почетокот на годината до сега, само за 6 месеци, за 1000 денари се зголемила потрошувачката кошничка, или ако лани му требале на едно семејство 32.791 денар, оваа година му се потребни 33.742 денари. Само во месец мај живеачката поскапела за 3%. А вие од озгора на се не убедувате дека треба да прифатиме ново покачување на горивата од 4,13 денари, дека тоа било потребно. Господине министерот, кога вие и СДСМ сте на власт, по основ на давачи кон државата литар гориво е поскапено за 14 денари. Тоа значи вака, на резервоар од 60 литри доколку го пуните, вие имате поскапување од 840 денари, односно годишно од 20.140 денари. Ако нова го додадеме поскапувањето на електричната енергија од 7,5%, вие му земате на секое македонско семејство по 2 плати просек годишно. Овде не се пресметани поскапувањето на струјата од 12,5%, кој што е нивелирано со ДДВ-то, кој што за една година процентот ќе се намали и повторно ќе удрите по џебот на граѓаните. Ова поскапување од 4,13 денари веднаш ќе ја зголеми инфлацијата од 0,9%, која што во моментов имаме 3% инфлација. Ова ќе влијае на поскапување на сите цени, на малопродажбата и ќе ја разгори инфлацијата, ќе ја зголеми сиромаштијата, ќе предизвика сериозен ценовен шок, со оглед на тоа ако се земе во обзир дека поскапувањето е тотално индиферентно од цените во Република Македонија и движењата, туку поскапувањето на нафтените деривати зависи од глобалната побарувачка. По тој основ кај нас дополнително ќе се поскапува горивото. Приходите во ребалансот од 3,6 милиарди евра се посебна неоснована приказна. Нереални се очекувањата за обезбедување од 3,6 милиарди евра во ситуација на незавршена пандемија, намален извоз на стоки и услуги, а економската активност е забавена, намалена е потрошувачката и влада е без парица. Ако ја погледнете неколкогодишната фискална стратегија на Министерството, ќе се види дека приходите во неа не се исти со приходите кои се проектирани во ребалансот на буџетот. Зар треба нешто да се додаде? Па така очекувате да соберете над 2 милиарди евра од даноци или 96 милиони евра повеќе од иницијалниот проектиран буџет за оваа година. Што значи дека тука ќе извршите невидена репресија кон даночните обврзници, исто како што сега МВР казнува на улиците на Република Македонија. Па така сега 3 пати се зголемува данокот на имот за оној кој што поседува втора куќа, викендичка, деловен простор, а вие велите дека размислувате да воведете 4 нови вида на данок. Сакате повторно да го вратите прогресивниот данок, да ја зголемите ставката на ДДВ, размислувате на воведување на кризен данок како во 2001 година и повторно воведување на зелен данок. Со данокот на имот кој што е веќе изгласан, вие планирате да ги оптоварите граѓаните со 5 нови даноци. Замислете, владата планира да собере 332 милиони евра повеќе од даноци отколку минатата година. Тука ви е вметнат изголемениот приход од казни кој што го планирате, а исто така сте вметнале приход од потенцијална продажба на државно земјиште и државни фирми. Основно правило е дека во криза не се оттуѓува државен имот заради тоа што има пониска цена, а понатаму како можеме ние да проектираме одреден доход во буџетот кој што не знаеме дали ќе се реализира. Во буџетот е зголемена ставката за капитални расходи за 27%, но не и за капиталните инвестиции. И тука, почитувана јавност, се крие една огромна лага. Тука има замени на тези. Имено внимавајте, драга јавност, додадените средства во износ од 5 милиарди денари се планирани за докапитализација на Македонската банка за поддршка на развојот, а не за инфраструктурна изградба на земјата. А ако ги разгледаме развојните подпрограми во предлог ребалансот на буџетот, кои се однесуваат на активностите на капиталните проекти во државата, представувајќи ја развојната компонента во буџетот, ќе видиме дека има намалување за 990 милиони денари или 4,5% помалку од усвоениот буџет за 2021 година. Скоро 1 милиарда денари помалце за патишта, училишта, болници, проекти. И тука замолувам да не манипулирате со бројки. Намалени се средствата за институцијата која важи
за капиталните инвестиции, Министерството за транспорт и врски, за цели 593 милиони денари или 40 милиони денари помалку за гасификација, 32 милиони денари помалку за локални патишта и замислете 418 милиони денари помалку за железници. Намалени се средствата за изградба на општата болница во Кичево, како и за изградба на нов клинички центар во Скопје и Штип, што укажува дека опозицијата е во право, што го условно кажано блокира заемот, затоа што ништо друго не планирате освен брутално да го испокрадете. Ако бевте честни на тоа место, ќе издвоевте средства за да го припремите теренот за градба. Таму има една ливада, а вие манипулирате дека ќе градите клинички центар од половина милиарда евра. Од аспект на капиталните инвестиции вреди да се види намалувањето во секторот образование. За изградба на основни училишта 46 милиони денари помалку. За изградба на училишни спортски сали 111 милиони денари помалку. За реконструкција на училишни домови 2 милиони денари помалку. За изградба на реконструкција на внимавајте студентски домови 3,8 милиони денари помалку, а тука го нема ветениот и излажаниот студентски град. Се намалуваат средствата за функционирање на скоро сите универзитети во оваа држава. И со оглед сум сигурен дека некој ќе го спомене вашиот омилен аргумент Скопје 2014, би ви упатил кај службата за општи и заеднички работи ставките за реконструкција на згради за владени органи е покачена за 61,9 милиони денари и изградба и реконструкција на административни згради за државни органи за 40 милиони денари. Слабата реализација на капиталните инвестиции во изминативе 3 години се покажа како ограничувачки фактор за растот на економијата. И тука, ако имате поголем буџет, не треба да кратите на средствата за капитални инвестиции, туку треба да зголемувате. Реализацијата за капитални инвестиции во буџетот за заклучно 24 јуни изнесува 25,9% во однос на првично планираните. И кога ќе се додаде зголемувањето на ребалансот во оваа ставка, излегува дека во првите 6 месеци реализацијата за капиталните инвестиции ви е мизерни 20%. Едно од најслабите во историјата. Странските директни инвестиции се сосема друга приказна. Секаде во светот тие се бараат и се креираат услови за да се привлечат, само нашата влада ги намалува ставките за нив. Македонија во 2020 година има 15 пати помалку странски директни инвестиции од Србија, а 5 пати помалку од Албанија. Во Србија влегле 3,4 милиарди евра, во Хрватска 1,3 милиарди евра, Албанија 1,1, Црна Гора 520 милиони евра, а пред нас е и Босна и Херцеговина со 371 милион евра. Македонија има само 274 милиони евра, а во првиот квартал само по нето инвестирање 25 милиони евра. Велат е ребаланс за економско заздравување. Ајде да видиме. Ставката Д за економски развој се намалува за цели 6,41% или цели 318 милиони денари помалку. Ставката во програмата ДВ за технолошко-индустријски развојни зони се намалува за 7,37% или 36 милиони денари помалку. А ставката во програмата Д4 за економска промоција се намалува за 10%. Дирекцијата за технолошки индустријски развојни зони има 42 милиони денари намален буџет. Еве ги розевите лаги на дело. Во програмата С1 за унапредување за животната средина се намалува за 5,65% или 12 милиони денари помалку, а во категоријата за аерозагадување има 2 милиони денари помалку. Толку од вашата зелена агенда и вашата партија. Почитувани членови на мнозинството, велите дека еден од вашите приоритети е правосудството. Ајде да видиме. За јавно обвинителство за организиран криминал и корупција сте предвидели намалување од 27,3% помалку или 23 милиони денари помалку. Или ова е некој вид казна за неефикасна институција, или е ова некоја ваша натрепартиска пресметка со вашето омилено партиско обвинителство. Военно најмало учество во вкупните расходи во владините програми има, внимавајте, јакнење на владењето на правото од 0,004%. Велите приоритет се евроатлантските интеграции. Во програмата М, интеграција во ЕУ имате се намалиле 13,65% или фантастични 688 милиони денари. За интеграција во НАТО сте намалиле 93 милиони денари, ама за купување на мебел во Министерството за одбрана сте зголемиле 600
28%. Повторувам, ставката за купување на мебел во Министерството за одбрана е зголемена за 628%. Веројатно ова ви е приоритетот. Во Министерството за внатрешни работи намалени се средствата за јавна безбедност за 65 милиони денари и за реформи во полицијата за 54 милиони денари. Безбедноста на државата не е приоритет, бидејќи оваа институција е убедливо најпартизирана. МВР стана институција која што служи само за издавање на соопштенија за тоа колку граѓани се казнени дента и за издавање на пасоши на цел белосветски олош и сите белосветски бандити. Парите се трошат недомаќински за вдомување на партиски војници, за заситување на бизнис интереси, за купување гласови за лично богатење. И наместо да се скрати на непродуктивни трошења, на партиски вработувања, на луксузирања, на купување на мебел и автомобили, вие го правите спротивното, господине министер. Па така во овој предлог ребаланс на буџетот, средствата за овие ставки на секаде растат. За плати и надоместоци ќе се потрошат 155 милиони денари повеќе. За набавка на нов мебел ќе се потрошат 144 милиони денари повеќе. За набавка на нови возила ќе се потрошат 17 милиони евра повеќе. И со оглед дека знам дека ќе се обидете да ми ја извртите оваа теза, ќе ви прочитам декларативно по ставки и по институции. Председателот Стево Пендаровски ќе потроши нови 600.000 денари за набавка на нови возила, ставка 486. Владата на Република Македонија зголемува ставката 401 за основни плати за 11% или 18 милиони денари. Министерството за политички систем ја зголемува ставката 424 поправки и тековно одржување за 80% и покрај тоа што ги вселивме во комплетно нова зграда. МВР ја зголемува ставката 401 основни плати за 7,3 милиони денари и ставката 486 за нови возила за, замислете, 377% повеќе. Министерството за финансии, каде што вие сте министер, ја зголемува ставката 427 привремени вработувања за 9,5%, ставката 401 основни плати и надоместоци, замислете, за 20 милиони денари или 8,7% повеќе, ставката за купување на мебел 483 за 49,7% повеќе, 60.000 нови невработени, страшна рецесија, 7,2 милиарди долг, 6.200 затворени фирми, покачени горива, покачена електрична енергија, инфлација, а Министерство за финансии се однесува како да е од друга држава и како да немаме рецесија или должничка криза во оваа држава. Вие ќе купувате мебел, возила и ќе зголемувате вработени, а македонскиот народ ќе трпи за леп. Агенцијата за финансиска поддршка за земјоделството и руралниот развој ја зголемува ставката 401 основни плати за 10 милиони денари во време на страшна рецесија. МТСП ја зголемува ставката 483 за купување на мебел за 220%. Нема да има лаптопи за учениците, но затоа ќе има зголемување од ставката 483 за купување мебел во Министерството за информатичко општество и администрација за цели 35%. Министерството за образование и наука ја зголемува ставката 401 основни плати за 49 милиони денари повеќе. Ставката 486 за купување на нови возила за 17%. И замислете, внимавајте многу добро, ставката 483 за купување на мебел Министерството за образование ја зголемува за 606%. Ова е апсолутен рекорд во буџетот. 606% за набавка на мебел Министерството за образование во услови кога имаме ученици кои што не можат да следат настава. Луѓе умираат по ходници, за брза помош возила ќе се бараат донации од Facebook, 60.000 луѓе се оставени без работа, безброј ученици не следат настава, затоа што не може да се ја дозволат, фирми едва ја врзуваат крај со крај, сиромаштијата галопирачки расте, животот поскапува, а елитата на СДСМ и дури и партиските војници дури и во време на луксус не се откажуваат од привилегиите. ВМРО ДПМН, како и во комисиската расправа, така и на пленарната седница ќе учествува во оваа расправа со цел и желба да помогне. Поднесовме лично како партија 153 амандмани. Во тие амандмани се водевме по 3 приоритети: заштита на здравјето на граѓаните, вистинско стимулирање на економијата преку капитални инвестиции и спречување на расипничкото трошење од страна на вас, од страна на власта.
Но лицемерието на владината коалиција нема крај. Па така власта одби да обезбеди средства за набавка на 20 нови противпожарни возила, за нови амбулантни возила, за помош на текстилната и кожарската индустрија, за рефундирање на средствата на оние кои што се вакцинираа надвор од Република Македонија, одби да обезбеди средства за помош на граѓаните и за реализација на многу проекти. За жал, ова е уште една загубена година за Република Македонија, во која што народните пари ќе завршат кај криминалците од власта, а за народот ќе останат само сметките, долговите, сиромаштијата и поскапувањата. Ви благодарам. Диме Велковски, имате